За тие што дојдовте малце покасно, добро утро и на вас. Денеска почнуваме една нова серија која верувам дека ќе не воведе во еден нов период во кој сакаме со оваа локална црква да одиме. Знаете, секоја локална црква си има своји сезони. До пред некое време, кога ме прашуваа колку време е црквата, како што некои такви прашања кога има луѓето, јас обично им кажував, нашата црква уште е бебе, у бебешка фаза е. Многу е млада, имам некои работи со кои се замараме сега, кои, знаете, се радувате и на убавите работи и на лошите работи. Јас обично кога кажувам што значи бебешка фаза за црква и што значи да се радуваш понекогаш и за лошите работи, ми текнува дека на почетокот со Фани кога доаѓавме тука, едноставно јас и Фани ја чистевме црквата, доаѓаме да чистиме црквата и нема зошто да се чисти, затоа што нема луѓе. Нема луѓе. Кога почна црквата да се прља, да се валка, почнавме да бидеме радосни дека има што да чистиме во црквата. Тоа исто како бебе, знаете, ако имате бебенце, понекогаш бебињата, например, кога ќе штригне бебето, сите се радуваме дека на бебето ќе му е полесно. Или бебето, например, ако 2-3 дена не било у ВЦ, ќе отиде у ВЦ, и сите цел дом се радува затоа што бебето отишло у ВЦ. Знаете, се радувате за чудни работи. Така и црквата на почетокот се радувавме за чудни работи. Но како црквата расте, црквата од една фаза преминува во друга фаза. Верувам дека доаѓаме до еден период во кој црквата веќе созрева. Созрева на тој начин што едноставно веќе предизвиците кои ќе ги имаме нема да бидат бебешки предизвици. Ќе бидат предизвици со кои треба да се соочиме како црква, како зрела црква. И верувам дека со оваа серија проповеди јас верувам дека како црква ќе се насочиме во таа насока. Пред отприлика 6 години имавме почетоци на мисијата за која прерасне во Евангелска црква Аеродром. И кога преминав од мисијата во која претходно бев младински водач, организиравме со Фани конференции, кампови за млади, имавме младински групи, водевме на повеќе места. Како? Океј. Работевме со млади, но кога се префрлувавме од младинската служба во црква, мораше да се случи промена на еден ментален склоп кој го имавме. Младинската мисија во многу нешта се темели на настани. На настани кои имаат почеток, имаат крај. Па дури и генерацијата која водите млади во црква е обично генерација која трае 2-3 години, затоа што младите се средношколци едно 3-4 години. После тие стануваат студенти и одат во сосема друга група. Едноставно таква е природата на службата. И после 3-4 години доаѓа сосема нова група, почнав со почеток, и тоа е благословот и проклетството на младинската група, да ви кажам искрено. Благослов е затоа што 3-4 години имате енергија многу, но ја пораснете таа генерација и после се оди доаѓа нова генерација. И така ние со Фани сменивме неколку генерации во црква. Кога се префрлував од таа мисија кон мисијата во водење црква, разберав дека целиот ментален склоп треба да се смени. И на тој начин ќе се смени и мојата поставеност во мисијата. Црквата, разбрав многу рано во тој процес, е нешто што почнува сега и завршува со надеж кога ќе се врати Христос. Црквата почнува сега и оваа црква треба да престане да работи кога ќе се врати Христос. Тоа е малку поразличен ментален склоп од колку настани. Сватив дека мисијата во која ние сме повикани сега во оваа сезона е малце поразлична. Бара поразлична посветеност, бара поразлична поставеност, бара поразлични темели, бара поразлична инволвираност од нас. Бара од нас да размислуваме на црквата како нешто кое секојаш допрва почнува. Можеби црквата ќе биде 100 години. Ние повторно треба да размислуваме дека нешто почнуваме. Зошто? Затоа што оваа црква со надеж, јас се молам дека оваа црква сега што ја почне во Евангелска црква Аеродром, можеби ќе го смениме името, ќе се ребрендираме, како и да е. Се надевам и се молам дека оваа црква ќе престане да се собира кога ќе се врати Христос. Се надевам. Тоа е еден мултигенерацијски проект. Тоа е мојата молитва. Исто така разбирам дека за тоа да се случи, за таа молитва моја да се исполни,
Мора да постои само еден темел кој ќе издржи таа мисија и таквото постоење. Темелот може и мора да биде само Христос. Друг темел не може да биде. Темелот не може да биде Живко. Живко ќе падне кога и да е. Живко ќе умре кога и да е. Темелот за таа црква да обстои мора да биде само Христос. Тој е единствениот темел кој може да ја обстои црквата до самиот крај. Може би ќе се прашате зошто имаме мали групи, зошто имаме алфа курс, зошто ги имаме проповедите, зошто го имаме славењето, зошто имаме детска црква, зошто ги имаме тие различни служби во црквата како што е диаконија, Македонија за Африка, Глорија, Ана. Зошто служат сите тие работи во црквата? Мора на сите тие места кои сега ги спомнав, темелот да биде Христос и неговиот збор. Точка. Во секоја служба, секоја мисија која оваа црква ја прави, секоја служба која имаме, мора да служи на главната цел. Христос да биде главата, Христос да биде темелот врз кој ние ќе градиме било што. Мал дел за рефлексија, да размислуваме, затоа што голем дел од нас сме инволвирани во некои од овие служби. Може би треба да застанеме и да размислиме, зошто јас служам во диаконија? Ти што доаѓате, може би по прв пат ќе видите дека обично има луѓе кои ќе ве пречекат таму со диаконија, значи домакини, кои на некој начин се грижат за да ве пречекаат, да биде се средено. Зошто јас сум дел од малите групи? Затоа што нема што да правам во вторник на вечер. Зошто служам во детска црква? Тие што служите во детска црква, за мене тоа се херои, затоа што јас, еве да кажеме, и не сите што служат во детска црква, тоа природно им доаѓа. Разбираме дека децава кои ги имаме во црква, е дека за Христос да биде нивниот темел, ти треба да бидат поучени од самиот почеток. Од самиот почеток. Во тој темел. Затоа служиме во детска црква. Зошто сум дел од славење? Ако темелот на твојата посветеност не е Христос, ќе ви кажам дека сето тоа за вас ќе стане бреме кое ќе ви иритира. Апсолутно се што правите во црква. Ќе стане бреме кое ќе ви иритира. Леле, уште една работа на распоред треба сега да дадам. Леле, ќе треба пак да ја чистам црквата. Леле, ќе треба пак да го искомуницирам тоа. Леле, пак ќе треба со деца, кој ќе се расправа со деца, човече. Кој тоа ќе го прави сега? Треба пак да доаѓаме, сите доаѓаат на готово 10 типол са бајле, на богослужба, јас треба као водаш на славење или дел бенд за славење, треба 9 да сум тука. Па недела единствен ден си поспиам малце, нели, како и да. Не знам кои mind games, кои игри на умот ги имате, но обично така пристапуваме, затоа што ако центарот и темелот не е Христос за тоа што го правиме, сето тоа ќе ви стане терет. Сето тоа. Колку сака ова е добро да биде тоа искомуницирано, поставено. Ако темелот не е Христос, сето тоа станува терет. Ќе почне тоа да ве иритира, па ќе почнете пасивно агресивно да се справувате со таа служба. Па нема да, не знам, едноставно ние луѓето имаме многу начини како да се справиме со тие работи. И за крај нема да има апсолутно никаков благослов, затоа што благословот не тече на тој начин. Знаете, има еден пример во Стариот Завет каде Бог му каже на Мојсе, кажи на карпата да даде вода. Нели? Мојсе што направи со стапот? Еве ви вода, аман веќе, нели? Пошто Мојсе мислеше дека како и да е благословот ќе тече, ама не е баш така. Благословот течеше за народот, но беше сопрен за него во тој момент. Дали Христос е темелот на се што правиме? Единствениот темел кој може да ја обстои црквата, твоето служење, твојата љубов за црквата е само Христос. Така почнавме, но така мораме и да продолжиме во се што правиме. Во многу аспекти црквата и градењето на црквата, во секој аспект, од зградата до одржувањето на зградата, развивањето на менталитетот на заедница, знаете, обично луѓе кога сме во култура каде што луѓето немаат навика за одење во црква, таа навика треба да се изгради, да се создаде. Мисиската определба на црквата, во мало тоа ми изгледа како процесот кој Израел го поминал во изградба на храмот. На сличен начин, изградбата или градењето на црквата
изгледа многу во еден мал процес, како изградба на храмот во Стариот Завет. Сега тоа не е иста работа, но има многу континуитет во тоа да се гради за тоа заедништво. Верувам дека нашата локална црква веќе на големо излезе од таа фаза во која, како што ја нареков, бебешка фаза. Нашата млада црква влегува во еден период на созревање. Веќе треба да се земеме ние сериозно, бидејќи луѓето околу нас не сваќаат сериозно. Тоа е еден интересен момент кога растете, во 20-тите едноставно не се сваќате сериозно. И веќе во 30-тите сваќате дека тоа што ќе го кажете, луѓето го сваќаат сериозно. И си кажеш назад, чекај, ќе треба изгледа и јас се сватам сериозно, пошто луѓето ме сваќаат веќе сериозно. Мислам дека сега како црква сме во една таква фаза, каде што ние мораме да се сватиме сериозно, нашата мисија да ја сватиме сериозно, затоа што луѓето наоколу ја гледаат нашата мисија како сериозна. Не затоа, но еден од тие индикатори е тој, да се сватиш сериозно. Мисијата која водиме станува сериозна и допира поголема заедница на луѓе. Адресира сериозни проблеми. Од секогаш така било, но во првите чекори на заедницата има многу милост од сите страни, посебно од Бог, во кои први чекори на малата заедница, од една страна сите се радуваат, од друга страна ние полека растеме. Сега црквата тргнува на едно важно патешествие. Го одредува правецот во кој ќе одиме, во кој ќе продолжиме понатаму. И на некој начин го прима од Бог повикот и ефектот од мисијата која произлегува од оваа црква. Знаете, кога се градеше Божиот дом, денеска ќе бидеме малце во Стариот Завет. Ќе видиме како се градеше храмот. Тоа беше повеќе вековен проект. Тоа беше мултигенерацијски проект, тоа беше многу скап проект, кој израелците го почнаа многу порано, пред тие да почнат да стават камен врз камен и да почнат вистински да го градат храмот. Ќе видиме кои се процеси Израел ги помина како народ, за да дојдеме до тој момент за тие да имаат храм. Потребни беа неколку цареви да се изгради Божиот дом. Цареви, замислете, не пастори, цареви кои има ресурси колку сакаат. Потребни беа неколку цареви да го изградат Божиот дом. Соломон, иако тој го градеше храмот, иако го водеше целиот процес, сепак татко му Давид беше оној кој ги обезбеди речиси сите ресурси за храмот. Давид освојуваше и собираше многу ресурси кои беа потребни за да се изгради храмот. Тоа е, како што кажав, мултигенерацијски проект. Да не зборам дека предходник на храмот, повеќе од 400 години беше скинијата, или тоа што го нарекуваме во Стариот Завет шаторот на средбата. Тоа беше 400 и повеќе години градење на менталитет на народот и воспоставување на едно централно место на славење. Пред храмот постоеше скинијата, која на некој начин го растеше тој менталитет кај народот дека постои едно централно место за славење. Тоа бе повеќе од 400 години. Пред 400 години ние се расправаме со нашите комшии тука кој чии каков етникум бил и правиме дисекција и што ли се на нашите херои, кој бил македонец, кој бил не знам што бил и така натаму. 400 години еден проект скинијата го растеше тој менталитет кај израелците дека има едно централно место за славење. Но во самиот момент на градбата, со сето тоа злато и знаење што го има, сепак Соломон имаше пријател цар кој заврши огромна работа. Тоа беше Хирам, царот на Тир, кој 20 години, зборувам за 20 години, тоа не е проект од следните 2 месеци, збориме за 20 години, го снабдуваше Соломон со сите можни материјали кои му се потребни. Апсолутно се што му треба. Тој беше на располагање, имаше бланко чек кај царот Хирам. Затоа што Давид имаше многу добро пријателство со тој цар. Соломон го градеше храмот 7 години. Потребни беа огромни ресурси, многу луѓе, регионална политичка волја, генерацијска посветеност. Во некои аспекти веќе не се броеше што се троши за изградбата на храмот. Ако го читате тоа во Прва цареви, ќе видите многу работи се наброени, толку таланти злато, толку сребро, они кои доаѓа до бакарот, вика толку бакар требаше што во одреден момент престана да бројат.
толку бакар требаше, толку дрва требаше, толку камења се исклеса, толку едноставно веќе за некои работи се броеше, за некои веќе престана да се брои, затоа што многу беше потребно. И бе потребно многу ресурси. Тоа беше потребно за изградба на храмот. Кулминација на сето ова не беше убавината на самиот храм, колку и да беше убав, бил еден од тие 7 светски чуда во античко време. Колку и да бил убав храмот, кулминацијата не беше тој завршен проект како изгледа храмот, туку беше Божиот облак кој го исполни храмот, кој беше знак на Божиото присуство. Тоа беше кулминацијата. Тоа беше врвот на тоа што на тој мултигенерацијски проект. Но јас го поставам токму прашањето, она прашање кое верувам дека Бог мене ми го постави пред да ја почнам оваа црква. Зошто воопшто нешто да има отколку ништо? Зошто воопшто да има црква овде? Зошто? Зошто воопшто да почнеме било каква црква овде? Зарем нема цркви? Еве тука ако тиете 50 метра понатаму има недовршена, ама црква е која треба да се исполни со луѓе. Понатаму ако тиете имате еден куп мали црквички кои треба да се исполнат. Зошто воопшто да има црква тука? Зошто во Израелот да се изгради еден таков скап проект, еден таков скап храм? Зошто воопшто нешто да има отколку ништо? Прва работа, имам 4 точки четири причини кои ќе ви ги наведам зошто има нешто, а не ништо. Првата работа и причина беше Божјата самоиницијатива да создаде и да се објави. Тоа е првата најважна причина. Бог самоиницијативно создаваше и самоиницијативно се објави на човекот. Ние веруваме дека ние сега и овде разговараме за Бог, затоа што Бог одлучил да се објави. Ако Бог не се објавеше, ние немаше да воопшто да разговараме за Бог. Не разговараме за Бог затоа што тој одлучил да се објави. Ако почнеме од почетокот, тогаш ќе видиме дека првим Бог одлучил да создаде, па да се објави и речиси тој процес не може да се раздвои. Кога Бог создаваше, тој се објавуваше. Како што Бог создаваше, така тој се објавуваше. На самиот почеток Бог го создаде Адам и тоа беше безгранична милост од Бог, каде веднаш на самиот почеток Адам разбра дека тој навистина е различен од секое друго битие. Знаете, имате приказната на создавањето на човекот и прво се пишува дека Бог го создаде Адам и тој беше осамен. Едноставно виде дека нема ниеден кој може да му биде како сопарник, како сопатник во животот. И дека тоа ми е чудно, зошто така се случи тоа? Зошто од почетокот не беа и двајцата создадени? Интересно е дека кога размислам за таа работа, дека и тоа е Божја милост. Знаеш, во целиот тој процес Адам осозна дека тоа е категорично различно битие од било кое друго битие на земјата. Тој осозна дека тој е различен и дека тој суштински е различен од кучето, од мачето, од што и да е. Тој е различен. И затоа Бог ја создава и Ева. И ги создава, како што е Библијата, на свој образ. Дури тој акт е акт на милост. Дури тој акт е акт на Божја објава. Да Адам и Ева разберат дека тие се создадени на Божји образ. Во самиот чин на создавање на човекот, Бог се објавува на Адам и Ева и им покажува дека тие се суштински различни од целото создание и дека во нив има нешто различно. Тие се носители на тој Божји образ. Тука е зачетокот на апсолутно се. Тука е почетокот на Божјата објава на самиот почеток. Човекот беше воден во ситуација да го гради односот со Бог и затоа Бог направи дури и посебна градина. Едемската градина беше создадена за човекот да го гради односот со Бог. Затоа што Бог сам иницијативно така одлучил да создаде и сам да се објави. Бог сам засади градина. Бог сам направи место, простор каде што тој ќе можеше да се објавува и да го гради односот со човекот. Вау! Божјата самоиницијатива. Ете затоа. Ете затоа. Не е човекот иницијаторот, туку Бог е иницијаторот. Ние сега разговараме за Бог, затоа што Бог одлучил да се објави и тој факт се нема сменето. Тоа стои од самиот почеток до сега. Втората работа. Бог покажа само иницијатива да создаде
да се објави, но Бог покажа само иницијатива и да спаси. Во Излез 3 глава го имаме повикот на Мојсей. Мојсей, не мора многу да ви кажам, Мојсей е многу маркантна личност во Стариот Завет, многу клучна личност. Првите 5 книги во Библијата се нарекуваат првите 5 Мојсееви книги. Што друго да кажам. Повикот на Мојсей е многу повеќе од само да се спаси Израел од робството. Тоа беше важен акт, да се спаси Израел од робството. Дури и фараонот знаеше дека тоа патување во пустината на израелците нема да заврши само со славење и обожавање на Јахве, онака како што Мојсей бараше од фараонот. Нешто важно се спремаше. Сите тие чудеса и знаци покажуваат дека ситуацијата не е наивна. Тоа не беше ситуација само за Израел да изрази, да го прослави Јахве и што потоа не знаеме. Фараонот знаеше дека нешто големо се кува тука. Тоа не е толку наивна ситуација. Самиот факт што Мојсей се дрзна да застане пред фараонот и да му бара таква нешто, да го пушти Израел, целиот народ да си оди, беше еден дрзок потек во очите на фараонот. Што се замислуваш ти, кој си? Ми доаѓаш тука со стап и ми кажаш пушти го мојот народ. Кој си ти? Јас сум фараонот, ало. Имам најмокната војска во светот. Кој си ти да доаѓаш тука со стап и да ми бараш да го пуштам народот? Целата економија ќе ни падне. Дрзок потек. И немаше ништо наивно во таа работа и фараонот тоа го знаеше. Ќе кажам вака, исто така и црквата. Иако мала, можеби, нашата црква е мала. Како што гледате, не е кој знае колку. Сите се знаеме лично тука. Не е толку голема црквата. Или можеме некоја гледа како беззначајна. Сепак, таа мала црква силно се противи на начинот на кој светот си тера понатаму. Црквата, самото постоење на црквата е контракултуролошки. Стварно, оди наспроти културата. Може би има моменти кога се чувствувате многу беззначајно, затоа што е мала црквата. Тогаш зашто мислите дека, јас ќе ве прашам, ако мислиме дека црквата е беззначајна, зошто има толкав отпор за самиот животен стил кој сакате да го живеете? Самиот животен стил кој сакате да го живеете, едноставно трпи огромен отпор од целата култура околу вас. Повеќето ќе сметат дека сте ненормални зашто така живеете. Или за некои избори што ги правите. Или за некои доследности кои ги имате во животот. За некои карактерни особини кои ги имате. Ќе ви кажат, кај живееш ти човече, треба да се најдеш во животот. Едноставно, самиот животен стил е контракултуролошки. Мислите дека целата работа е толку наивна? Ја мислам дека не е. Ја мислам дека има причина зашто трпите толкав отпор кога се обидувате да живеете вистински христијански живот. Не едноставно се биде христијанин. C.S. Луис ќе каже, ако некој сака лагоден живот и лесен живот, не му го препорачувам христијанството. Барај нешто друго, полесно ќе си поминеш. Христијанството е тежок животен стил, затоа што е контракултуролошки, оди наспроти од тоа што каде што светот иде. Едноставно, не е лесно да бидеш христијанин, па макар ништо друго да не правиш. Да се биде христијанин, да живееш вистински и посветен живот, е самото тоа по себе значи да се пружи отпор, и тој отпор веднаш се чувствува. Божиот повед кон Мојсей значеше отпор кон Египет и моќта на Египет. И Бог ја превзеде таа иницијатива. И успат преку Мојсей Бог ја покажа својата сила и својата слава. Бог само иницијативно повика луѓе да донесат спасение. Не затоа што луѓето беа вредни, не затоа што луѓето беа достојни или заслужуваа, Бог само иницијативно го направи тој акт. Треба да причина зошто храмот, зошто нешто отколку, а не ништо. Третата работа е во законот и во заветот. Излез 19 до 24 глава го имаме тој запис каде што Израел е веќе надвор од Египет, тие се стојат пред планината Синај, каде што Божјата слава се спушта и тие гледат Божјата слава како еден црн оган, како што вика таму е запишано како од фурна излегува чад, се тресе целото тло, едноставно ја имаме таа епифанија, пред нив се случува и тие гледаат славата Божја во тој црн густ облак сокриена. И таму во тие 5 глави тие го примаат законот и склучуваат завет со Јахве. Законот и заветот. Законот, на кратко и нормално многу симплистички и нецелосно одговорено,
Законот во многу нешто одговара на прашањата што и како, а заветот одговара на прашањата кој и зошто. Кога читам овој дел од Библијата, обично сме преплавени од прашањата што и како. Кој ќе почне, не знам дали сте го читале Левитски закон, книгата Левитски закон. Да. Многу тешка книга е таа. За таков грев таква жртва, па го тресеш тоа, па фрлаш на жртвеникот, па тука се мачкаш со крв, па фала Богу што сум свештеник во 21 век, а не тогаш. Како и да е. Едноставно гледаме колку комплициран бил тој жртвен систем. Па и не е само комплициран, може да се каже дека бил и многу захтевен жртвен систем. Сепак, кога читаме Стариот Завет, израелците биле неизмерно радници затоа што го имале законот. Тој закон. Законот им открива точно што и како треба да прават. Тие ги гледаат околните народи, како се мачат и погодуваат во магла, што и како тие мислат дека треба да прават и се обидуваат да му удоволат на некое божество, кое тие поима немаат никако ќе се објави тоа божество и што му е угодно на тоа божество и што бара тоа божество од нив. И се обидуваат да го слават и се надеваат на некаква милост, па дури по цена на жртвување, дури понекогаш и на собствените деца. Но тие никогаш не се сигурни дали тоа што го прават е доволно и правилно. А израелците имаат милост и Бог, кој не само што се објави, туку точно во детали им кажа што да прават и да не лутаат во магла. Тие законот го гледаат како акт на неизмерна милост, затоа што тие точно знаат како да го градат односот со Бог, а не да пукаат у магла. За разлика од другите, израелците има објава од единствениот и вистински Бог, кој во детали им објави што и како треба да прават. На законот Израел гледаше како најголем акт на милост, кој може да се прими, затоа што Бог, Создателот, одлачил да им се објави. Тоа во суштина ги го одговора вториот дел на прашањето на заветот, кој и зошто. Бог склучи завет со Израел заради посебната цел која Бог му ја откри уште дури и во времето на Авраам, отприлика 600 години пред планината сине. 600 години. Знаете ли кој временски период е тоа? И тоа е 1000 години пред изградбата на храмот. Заветот со Израел, заветот со Авраам требаше да биде завет кој ќе биде благослов на сите народи, а не само на Израел. И Бог тоа го направи самоиницијативно. Ако читате наративата на Авраам, ќе видите дека во одредени моменти Авраам не е способен да биде ни буден во приказната. Спие. Бог сам го склучува тој завет. Сам со себе го склучува заветот, затоа што Бог знаеше дека Авраам или неговите потомци нема да бидат во состојба да го исполнат тој завет. Затоа Бог, како што и апостол Павле, немајки во нешто повисоко, тој се заколна во самиот себе си, дека ќе го изврши тој завет до самиот крај. И четвртата работа, зошто нешто да има, а не ништо, е изградбата на ковчегот на заветот и скинијата или шаторот на средбата. Ковчегот и скинијата беа визуална репрезентација на законот и заветот. Ковчегот во себе ги содржаше плочите на 10 заповеди кои Бог му ги даде на Мојсей и кои тој со својот прст ги напише на камени плочи. Размислете само за тоа. Да имате предмет кој материјално бил допрен од Бог, на кој Бог напишал нешто. Ќе видите зошто израелците толку им бил важен ковчегот. И мене би бил. Скинијата или шаторот на средбата е токму тоа. Тоа е шатор на средбата. Шаторот на средбата е место каде Бог ќе се симне со својата слава во густиот облак во кој тој престојува, и тоа е знак на заветот кој тој го склучи со Израел. Знакот на заветот е Божјото присуство. Тоа не е само некое видливо обрезание, тоа не е само некоја видлива држава, тоа не е само некој видлив храм, иако сите тие се работи во контекстот во кој тие им беа важни. Знакот на заветот дека беше склучен со Бог беше неговото присуство во облакот, во густиот облак кој се спушташе во скинијата. Ако читате во книгата Излез, целата кулминација на целата книга е моментот кога Божјата слава,
кој е во тој густ облак, кој се наоѓа на врвот на планината Синај, при изградбата на скинијата на тој шатор на средбата, истата таа слава се преселува во шаторот на средбата, кој шатор е лоциран помеѓу народот. Целата таа наратива е изградена за тоа да биде кулминацијата на целата приказна. Читајќи го текстот разбираме дека секој чекор води кон таа насока. Бог да се спушти во шаторот на средбата, кој ќе биде спрострен во средиштето на народот. Шаторот е тука и сите 12 племења се околу шаторот. И на тој начин Бог е со својот народ. Знаете, сето тоа беше изградено тогаш во тој момент. Ковчегот имаше своји држачи, шаторот беше направен да се спростре и да се дигне, затоа што Израел беше номадски народ многу време, додека тие не ја запоседна земјата. Околу 450 години ковчегот и скинијата скита од едно место на друго, се додека Давид не изрази желба да изгради храм. Знаете, за време на целиот овој процес, се надевам дека не ве распрчкав на сите можни страници да се изгубивте, се надевам дека ме следевте будно, но за време на целиот овој процес, паралелно се одвиваше уште нешто друго. Самиот начин на кој Израел израсна како народ и начинот на поделбите кои се случија во меѓувреме, од времето на Авраам до времето на Мојсе, се одвиваше целата таа приказна. На Авраам му се роди син кој се викаше Исак, а на Исак му се роди син кој се викаше Јаков, на кој пак му се родија 12 синови, кои подоцна станаа 12 израелски племиња. Но дури и овде има еден интересен пресврт. Еден од 12 синови, Јосиф, ако знаете приказната за Јосиф, тој беше продаден од своите браќа, затоа што му завидуваа, беше продаден и го продадал во Египет, каде што тој беше во затвори, па се издигна, па пак падна, на функција, кажам. За да во еден момент тој стане вториот човек во Египет, затоа што преку него Господ донесе спасение на целиот египетски народ и целиот регион, затоа што преку сонови Бог му даде толкување на фараонот дека следуваат следни богати години, каде што ќе има многу храна, ќе има многу плод, но после тие 7 богати години следуваат 7 гладни години, каде што нема да има храна, нема да има род, нема да има дожд, ништо нема да има. И тоа беше Јосиф, беше оној преку кој Бог ги протолкува тие нешта. Како и да е, Бог го искористи тој момент на Јосиф во Египет да го спаси целото своје семејство, да го спаси регионот од глад. И во еден момент, кога Јосиф се помири со своите браќа кои го продадат, така тече приказната, Бог даде благонаклонетост врз Јосиф за тој да може целото семејство да го пресели во Египет, во најубавото место да живеат таму. И таму Израел живееше некое време, се додека не дојде фараон, кој не го познаваше Јосиф, кој не му беше гајле што Јосиф направил. За на крај Израел во Египет да станат робови. Така тече целата приказна. И тука на сцена доаѓа Мојсей. Но има нешто важно пред сето тоа да се случи. Кога Јаков, патриархот, таткото, ги благословуваше своите синови, тој е еден момент каде што таткото го пренесува својот благослов на својот син, на својот наследник. Во овој момент Јаков ги благослови своите 12 сина. И во еден момент тој им дава благослов. Јосиф, иако не е првороден, Јаков го третира како првороден. И Јосиф, како што е редот за првородениот, добива двојно повеќе наследство од останатите. И така Јаков наместо Јосиф, тој ги благословува двата сина на Јосиф. И така тие стануваат наследници на благословот на Јаков, како Јаков да е дедото нивни е како нивни татко, заедно со останатите синови на Јаков. Тоа можеби за вас не прави некоја голема разлика, но 400 години отпосле, кога се дели ветената земја на израелевите племења, тука се наброени оние кои се именувани од патриархот Јаков, меѓу кои се и двата сина на Јосиф. И така доаѓаме до 13 племења на кои треба да се додели наследство, а не 12. И тука се случува една многу важна работа. Иако тие се 13 племења кои добиваат наследство, сепак 12 добиваат земја од ветената земја и едно племе за наследство го добива Јахве, го добива Бог. Тоа е левитското племе. И онака како што Библијата запишува, кога Бог ја раздели земјата во наследство на израелците,
На секое племе им даде доволно земја во наследство за да живее во изобилство. Но на левитското племе не им даде земја, туку им се даде тој самиот на нив и со тоа ги направи побогати од сите останати племиња. Според тоа, доколку Израел го живееше законот и заветот со Бог правилно, ќе владееше убава хармонија меѓу племињата и за сите ќе имаше доволно да живеат во изобилство. Во целиот тој систем ја имаше и јубилејната година. Ако учите Стариот Завет, е многу важна јубилејна година, каде се случуваше на секој 50 години. Затоа што во тие 50 години луѓето стануваат побогати, посиромашни, продаваат земја, некои стануваат робови, пошто во античко време да си господар или роб, тоа е многу онака, како да кажам, флуидно е тоа. Тоа не е устилот ако си роб за секој роб. Ти можеш да си најбогатиот за да станеш роб. И тоа е можно. Многу пофлуидно отколку што ние го размислуваме. Тоа е едно класно општество на еден таков начин. Јубилејната година во Израел, и тоа е неверојатна работа, ги отпушта сите долгови. Сите кои биле робови стануваат слободни, сите кои биле должници немаат веќе долгови, сите кои останале без своите ниви и својата земја, им се враќа земјата и нивата, и тоа е јубилејната година. Иако Израел живееше така, и тоа 13-то племе кое не доби никакво наследство во земја, ќе беше племе кој ќе живееше во изобилство, затоа што Израел го славеше Јахве. Затоа што Израел доаѓаше во централното место на славење и ти ги носе своите дарови. И тој систем постоеше далеку пред тие да го изградат храмот. На некој начин Бог го растеше тој менталитет во нив, за да може кога ќе го изградат храмот да биде оперативен. Храмот сам по себе е посветеност. Тој е показател на еден однос вклучен со завет, кој покажува дека си дел од Божјото семејство. Последна ваква порака, добра и соодветна реакција би била ослободување, да се ослободиме, затоа што тоа што сега го зборам, тој е процес од 1000 години. Додека од заветот склучен со Аврам до изградбата на храмот, Израел помина 1000 години. И тоа беше градење на ментален на верата, градење на тој ментален склоп дека Господ се пројавува тука, градење на таа одговорност дека тие сега треба да се грижат за храмот, треба да се грижат за левитите, за тоа племе кое не доби никакво наследство во земја. Треба да се грижат за оние кои се во таа служба, дека треба да ги носат своите дарови, своите приноси, своите први плодови да ги носат на Бог. Треба тој жртвен систем да профункционира за целото тоа племе да живее во изобилство и сите да живеат во изобилство. И тој е процес од 1000 години кој завршува со интензивни 7 години во кои има изградба на храмот, во кој целиот регион е вклучен, не само Израел, целиот регион е вклучен. Многу злато е потрошено, многу енергија е потрошено, многу пријателски кредити се истрошени. Овој царот Хирам, што мислите, колку можел да издржи една таква состојба, кој му помага на Соломон. Едноставно, многу од тие благослови кои имаат се потрошени за изградбата на храмот и да кажат, ова е местото каде што ние ќе го славиме Бог. Последна таква порака, добра и соодветна реакција за нас би била ослободување. Ослободување дека таквата одговорност кон едно централно место на обожавање веќе не постои. Ако имаше едно такво централно место за обожавање, ќе требаше да имаме ние организирано аджилак, затоа што такво имаше на израелците. Мора машките барем еднаш годишно, ама најдобро 3 пати годишно да го посетат храмот за тие големите празници. Треба да се однесе принос. Треба еден куп работи, дури археолошки сега се откриваат многу работи во првиот век евреите. И знаете што, се откриваат каде колку евреи имало низ Римското царство според тоа колку данок е собран, храмски данок е собран од одредени предели. И знаат отприлика колку евреи во кој регион живееле. Тоа е одговорност кој Израел има. Знаете дека веќе некое време зборувам за нас за една нова локација, за една нова црквена зграда. Во целиот тој процес ќе ви кажам дека постои една добра вест. Уште нема локација. Но добрата вест е дека храмот сега не треба да се гради. Нема потреба од толку многу злато.
од толку многу дрвја од Либан. Нема потреба од толку многу камења да бидат исклесани, да бидат спремни, прецизни. Нема потреба од толку многу бронза да има во изобилство во кој ние престануваме да броиме колку бронза сме потрошиле. Нема толку потреба од толку многу жртви, од толку многу телиња, од толку многу овци кои ќе бидат жртвовани за тој храм. Нема потреба, тоа е ослободителна вест. Тоа е добрата вест. Но има една уште подобра вест. Нема добра и лоша вест, туку има добра и подобра вест. Подобрата вест гласи вака. 1 Коринтијаните 6, 19 и 20. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух. Знаете, кога ние зборуваме храм, можеби во глава имаме некоја зграда. Која е убава? Кога апостол Павле пишува на Коринтијаните, вие сте храм на Светиот Дух, тие на памет го имаат тој процес од 1000 години. Светилиште, кое евреите го негувале со векови. Светилиште, кое за нив значи живот или смрт. Кога храмот се руши, тие престануваат да имаат историја. Тие не постојат. Ако храмот не постои, тие не постојат како народ. Точка. Кога апостол Павле кажува, вие сте храмот сега на Светиот Дух, тие го имаат тоа во предвид. 1000 години градба и уште 1000 години негување на тоа место, на тоа светилиште. Тие тоа го имаат во предвид. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој живее во вас и ни е даден од Бога, и дека не припаѓате само на себе. Вие не сте своји. Таа индивидуалистичка игра на 21 век треба да ја заборавиме. Ние не сме своји. Некој нас не откупил. Некој платил за мојот живот, некој платил за твојот живот. Ти не си свој веќе. Не си свој. Ти си храм, ти си дел од Божиот нов храм. Зашто скапо сте платени. Затоа прославете го Бога во своите тела и во своите души кои се Божии. Прославете го Бога во своите тела. Колку само знаеме да продуховиме некои работи, знаете. Телата ги занема, не се важни тела, од нешто мора да се умре. Тоа го слушам веќе многу пати и искрено да кажам, многу ме нервира. Тоа не е христијанство, тоа е гностицизам. Тоа е рано христијанска хереза. Нашето тело е храм на Светиот Дух. И уште еднаш, што е сега тоа толку важно? Колку јас сум важен во приказната? Апостол Павле понатаму, тоест предходно, пред тоа да го каже, тој вели вака во 6 глава, 13 до 15 стих. Храната е за стомакот, а стомакот за храната. Но Бог и неа и него ќе ја уништи. Телото пак не е за блудство, а за Господ, а Господ е за телото. И Бог и Господ го воскресна, се мисли на Исус, и нас ќе не воскресне со силата своја. И слушнете го овој дел. Зар не знаете дека телата ваши се делови од Христос? Телата ваши се делови од Христос. Ти си важен. Ти си многу важен. Ти си безгранично важен. Телото ваше е дел од Христос. Бидејќи сите ние сме дел од Христовото тело, кој е новиот храм, кој Бог го гради сега по целата земја. Изградбата на храмот во тој аспект станала многу лична. Тоа не е место во кое јас сега треба да жртвувам, Живко сега сака нова просторија, пошто не му се свига оваа изгледа. Сега ќе треба да собираме донации, ќе треба не знам што се да правиме. Тоа не е храмот, се извинувам, тоа не е храмот. Храмот си ти. Храмот сум јас. Храмот сме ние, во кој вложуваме многу повеќе од пари. Вложуваме многу повеќе од доброволни прилози. Се вложуваме самите себе си, затоа што ти си дел од тој храм, јас сум дел од тој храм. И тоа бара се од нас. Додека именував оваа серија проповеди пред насловот кој сега го имаме, насловот сега е Градејки за царството. Градејки за царството.
Сакав да именувам серијата, насловот сакав да ми биде Неодолива околина. Неодолива околина. Се однесува на околината која во црквата треба да биде очигледна. И таа околина треба да биде неодолива. Токму затоа што во заедништвото на црквата е Божјото присуство. Сите цркви, без разлика на тоа од која традиција доаѓаат, дали се протестантски, католички или православни, лесно може да заталкаат во една спротивна насока. Сега во сите тие традиции од различна точка на поаѓање и настојање пристапуваат, но грешката е иста. Грешката е во тоа кога црквата се обидува да ја создаде таа неодолива околина со тоа како изгледа просторијата, надевајќи се дека Бог евентуално ќе действува таму. Прво ќе се фокусираме на сетова и ќе се надеваме дека Бог ќе действува таму. Ја не кажам дека ова не е важно. Верувајте, многу љубов и срце им е истурено во оваа просторија да изгледа вака, затоа што сакаме да биде многу пријатно. Биде убаво, најубаво што може да биде. Сега нашата црква да биде најубавиот објект во Скопје. Сериозно го мислам тоа. Ако пристапот е, ајде да го направиме тоа и да се надеваме дека Бог ќе действува и така да имаме неодолива околина, јас ви кажувам дека почнуваме од назад према напред. Целта треба да биде да се биде вистинска и автентична Божја заедница, која според својата природа ја живее таа неодолива околина, која е резултат на Божјото присуство. Единствено на тој начин ние сме новиот Божји храм и ние сме храмот на Светиот Дух. Единствено на тој начин нашите тела се делови од Христос, нека како што апостол Павле изјавува. И сега да се запрашаме секој еден поединечно, почнувајќи од мене. Дали јас посветено градам за Божјото царство преку посветување на својот живот во Божјата заедница? Како јас се вложувам во оваа заедница? Дали моето вложување во оваа заедница прави навистина неодолива околина за луѓето кои го бараат Божјото присуство, многу јасно ќе го доживеат Божјото присуство тука? Дали јас се вложувам на еден таков начин? Новото место кое сега го бараме, за кое се молиме, се надам дека сите се молите за тоа ново место. Затоа што мене веќе ми е при срце. Да отидеме на место каде што ќе може повеќе луѓе да дојдат. Да отидеме на место каде што ќе можеме да видиме уште повеќе сведоци, уште повеќе светлина на околината во Скопје. Новото место нема да биде само промена на адресата, туку и растење во менталитетот на тоа да се биде Божјата заедница на земјата. Тоа не вклучува секој еден од нас посебно. Да се биде Божјиот храм овде на земјата. Да се биде Христовото тело овде на земјата. Од нас бара посветување и бара вистинско посветување. Како што беше и изградбата на храмот, тоа бара многу ресурси од секој аспект. Бара човечки ресурси, ги бара вашите дарови, ги бара вашите таленти, бара апсолутно се. И тоа, знаете што? Тоа е вистински тест за нашата црква. Јас се радувам за тоа, кога доаѓаат тестови. Затоа што кога доаѓаат тестови, ние тогаш можеме да растеме. Ако не доаѓаат тестови, не може да растеме. Можеме само да не биде удобно каде што се наоѓаме. Црквата да биде толку индивидуализирана што ќе одговара само на нашите потреби и ништо друго не интересира. Тестовите прават да растеме. Јас верувам дека сега ова нова сезона која доаѓа ќе биде вистински тест за секој еден од нас. Новата насока бара нова посветеност, почнувајќи од мене, но бара посветеност и од секој еден од вас лично. Оваа серија ќе се играме малку со таа идеја. Што значи да бидеме црквата во новата просторија? Почнуваме од тука. Господ нека ни биде на помош. Господ нека има милост према нас. И Господ нека ни отвори врати таму каде што треба да одиме. Јас верувам и тоа го знам, уверен сум, дека местото каде што треба да одиме, Господ веќе го припрема некое време. Ние само не знаеме. Ама Господ веќе работи на тоа место. Обично така нашиот мој професор по евангелизација ми зборуваше дека кога Господ не праќа на некој човек да зборуваме за него,
Треба да сватиме дека Господ не праќа во 11 часот и 59 минута. Предходно Бог работел на таа личност. Ние само доаѓаме во последната минута. Треба да знаеме дека Бог многу повеќе сака луѓето да се спасат колку јасите. И тој работи на тоа. Јас верувам дека Бог многу повеќе од мене сака оваа црква да има уште поголема и уште поголема просторија. Само треба да бидеме трпеливи, да веруваме и знаете ли што, да бидеме смели. Господ бара од нас смелост во мисијата во која не праќа. Како што беше и за градот Ерихон, каде што ангелот на Јошуа му вика: биди цврст и биди храбар. Знам дека овој град не е наивен. Знам дека овој град има најдебели ѕидини што може човек некојаш ги направил, но биди смел и биди храбар. И Господ му вика на еден таков правец. И се надам дека сите ќе одиме во тој правец. Амин. Сега да преминеме на причеста. Само да станете. Јас ќе го прочитам текстот кој апостол Павле го напиша повторно на коринтијаните. И денес по благодат Божја ќе имаме дел со Христос, затоа што тој не повикува во едно такво заедништво. Апостол Павле вели вака: а јас го примив од Господ она што ви го предадов, а тоа е дека Господ Исус онаа ноќ кога го предадоа, зеде леб и откако заблагодари го прекрши и рече: земете, јадете, ова е телото мое кое се крши за вас. Правете го ова за спомен мој. По вечерата исто така зеде и чаша, па рече: ова чаша е новиот завет во мојата крв. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леб и кога ќе пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Затоа оној што недостојно јаде од овој леб и пие од чашата Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господ. Но секој човек да се испита самиот себе и потоа да јаде од овој леб и да пие од оваа чаша. Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Јас сакам да први се помолам за лебот и за виното, да му благодарам на Господ за таа жртва која тој ја плати за секој еден од нас. И подоцна ќе поминеме малку време во молитва пред Господ. Како што вели писмото, ќе се измириме со Господ. Сакам да го разпознаваме телото и крвта Христови, бидејќи тие се дар за нас, тие кои сме негови следбеници. Ќе се молиме за лебот. Татко наш небесен, ти благодарам што го даде својот единствен син, кој умре за нашите греови на крстот. Ти благодарам, Господи, заради твоето дело, преку кое ти ни донесе спасение, Господи. Ти благодарам за твојата љубов, која беше неизберна за секој еден од нас. Господи Боже мој, благодарам затоа што казната за нашиот грев ти ја зеде врз себе. Како што вели пророкот Исаја, во твоите рани ние се исцеливме. Исусе Христе, ти благодарам за твојата крв која беше пролијана на крстот. И ова е крвта на новиот завет кој ти го склучуваш со човекот. Преку тоа заедништво, Господе Боже мој, ти одлучуваш да Светиот Дух живее во секој еден од нас. Тоа присуство Божје од густиот облак ти го населуваш во секој еден од нас. Господи, ти благодарам за твојата крв која беше пролијана на крстот и за новиот завет во кој сите ние сме повикани да земеме дел на учество. Ти благодарам, Татко мој небесен, за милоста која ни искажуваш на секој еден од нас.